Насилството често се сваќа како употреба на сила или закана со сила, што може да резултира со повреда, штета, лишување, па дури и смрт. Може да биде физичко, вербално или психолошко. Насилството може да го прават деца, но и жртви може да бидат деца. Денес во оваа приказна ќе зборуваме токму за оваа тема. Врсничкото насилство во училиштето е порака до нас возрастните. Порака од децата до нас возрастните, на некој начин апел за да се реши некаков проблем, а за да се реши тој проблем, всушност треба точно да се дефинира и да се разбере. Фактот дека ние разбираме дека семејството е во криза, дека семејството е ставено на брза лента, правиме некакви едукации, имаме добри протоколи. Фактот дека се случуваат некои на генерално ниво, некои промени кои всушност значат дека ние како општество обрнуваме внимание на насилното однесување во училиштата, но фактот дека на конкретно ниво немаме резултати. Училиштата понекогаш не се справуваат со врсничкото насилно однесување на ученик кој континуирано продолжува да се однесува така. Најчесто немаме резултати онаму каде што имаме континуирано агресивно однесување од некој ученик и тоа продолжува, трае, ескалира, а ние не успеваме да го сопреме. Зошто? Затоа што имаме два круга. Во едниот круг е тој ученик, а во вториот круг, кој е паралелниот круг, тоа се возрастните кои всушност постојано се ја префрлаат вината едни на други, како и во многу други слични приказни, зашто тоа е наша болест, македонска болест. И всушност секој вели дека не е виновен е некој друг, а насилството ескалира, трае и трае. Кој е ученикот што е насилен? Мора да разбереме дека најчесто тоа дете потекнува од семејства каде што можеби има родители кои не успеле да му постават никакви граници, можеби е запоставено или можеби онаа класична приказна, тоа е дете кој доаѓа од деструктивно семејство во кое насилното однесување е модел на однесување. И токму затоа многу е наивно да веруваме дека некој може нешто да стори во училиштето. Ќе почнам од наставникот. Наставникот кој има една благородна улога, кој има позив, професија која е одбрал да работи, одеднаш е ставен во ситуација да не може да го реализира воспитно-образовниот процес, затоа што постојано има некои вонредни случувања кои го попречуваат процесот и активностите, и затоа што има постојано ситуација во која мора да ја заштити безбедноста на учениците. Наставникот нема волшебно стапче со кое проблемот ќе го реши брзо. Што се случува со родителите на тој ученик? Многу често тие промовираат многу јавно насилно однесување и на родителските, ќе ги видите и во библиотеките кога одат на родендените и немаат проблем тоа да го манифестираат. За нив нормално виновни се другите деца, виновни се другите родители, некомпетентен е наставникот, нема соработка за нив со службата, со директорот на училиштето и проблемот ескалира и ескалира. Родителите на другите деца ставени се во ситуација да мораат да им кажуваат на децата да игнорираат насилно однесување, да се бранат меѓусебно, да вратат ако некој ги задева или ако тој ученик постојано ги задева или се однесува поточно агресивно кон нив и се чувствуваат многу несигурно, исплашено затоа што нивните деца учат и постојано всушност се присутни во една таква средина. Каде се другите соученици при вакви ситуации? Што е со останатите ученици? Тоа е, мислам, многу некоректно однесување кон децата од паралелката. Ние како возрастни, освен тоа што не можеме да му помогнеме на она дете кој има сериозен проблем и затоа се однесува така како што се однесува,
не можеме да ги заштитиме и другите деца. Замислете вие кога децата се во една небезбедна средина, нормално дека нема да успеат да учествуваат онака како што би учествувале во нормални околности. Нормално дека нема ни да постигнат резултати онакви какви што би можеле да постигнат. И ни се случува дури децата и да не сакаат да присуствуваат на настава, затоа што се жртви на некакво однесување од поединци. Децата на помала возраст може и да почнат со емитирање на насилното однесување. Оно што застрашува е тоа што децата кои се сведоци на континуирано насилно однесување во една паралелка, во една средина, можат да прибегнат да се стават на страната на насилникот со тек на време, да му помагаат и тие да станат насилни, да се однесуваат насилно. Па во 7, 8, 9 одделение ние регрутираме нови насилници, тоа особено се случува и во средните училишта, значи деца кои почнуваат насилно да се однесуваат затоа што како да разбираат едноставно дека подобро е да си на таа страна отколку да си жртва, отколку да си исплашен, да не си безбеден или да се изолиран. Училиштата не се семокни, но постојат решенија. Мислам дека е редно како општество да смениме перцепцијата дека училиштата се семокни и во секоја ситуација може да се справат со секаква состојба и со секаква дијагноза, би рекла. И затоа мораме да направиме како решение, барем јас така размислувам, некакви мобилни тимови кои би работеле во рамките на МОН, би биле составени од психолози, педиатри, терапевти и така натаму. И тие мобилни тимови би реагирале секогаш кога би ги повикал училишниот инклузивен тим. Кога би биле повикани? Тогаш кога ќе се дојде до црвената линија, значи тоа би биле екстремни ситуации, како и што за жал имаме многу често, или барем се почесто можеме да кажеме во нашите училишта. Тоа се ситуации кога еден ученик континуирано го нарушува воспитно-образовниот процес, кога е во прашање неговата безбедност, безбедноста на неговите соученици, на учениците, но и безбедноста на вработените. Значи тоа ќе биде црвената линија кога ќе мора да се реагира. Исто така и во ситуации кога имаме индици, имаме показатели кои говорат дека е можно насилно однесување во одредено училиште. Што би правеле тие тимови? Па добро би било да влезат во училиштата, иако секако тие би работели во своите би работели во рамките на институциите на кои припаѓаат, меѓутоа прво што би направиле тоа би бил еден целокупен една холистичка обсервација на ученикот кој се однесува агресивно, значи тоа е дете со некакви емоционални, бихевиорални проблеми со кои не можат другите да се справат и да се види зашто всушност конкретно станува збор, за да може да се преземат, односно да се преземат конкретни интервенции. Можно е, ако е помала возраст, да станува збор за хиперсензитивно дете, кое, например, не може да издржи целодневната настава и сето тоа ескалира. Меѓутоа, треба добро да се процени, особено кај повозрастните ученици. Дали станува збор за континуирано, за експлицитно насилство, за ученик кој е вистинска темпирана бомба, за асоцијално однесување или за антисоцијално однесување. Значи, сите овие прашања се многу важни прашања, за да можеме да им помогнеме на децата, но тоа да биде поддршка во најдобар интерес на конкретното дете од перспектива токму на тоа дете. Значи, мора да разбереме дека има деца со длабоки рани на кои ние како училишта не можеме да им помогнеме само со разговор и само со лепење пластер на нивната рана. Она што тие мобилни тимови следно ќе го направат, тоа е соработка и работа со родителите. Но ова е веќе ситуација кога тие не може да избегнат одговорноста и во името на правото на присуство, во името на правото на детето на образование, да дозволат да не задоволат како родители некои други основни права на нивното дете.
односно потреби на нивното дете, заради што всушност така се однесува, па доаѓа во прашање и присуството во училница. Станува збор за, мислам овде конкретно на безусловна љубов, на позитивно внимание, поврзаност, доверба. Овие тимови ќе изготват стратегии кои се добри за еден ученик. Тоа може да биде работа еден на еден, одреден период, присуство на асистент, може да биде да се работи на меѓуврсничката поддршка постепено, може да се работи на скратување на работното време, да се применува одреден период онлайн настава по одредени предмети. Значи да се изнајдат решенија кои ќе бидат добри за детето, ќе бидат добри и за останатите ученици. На родителите денес не им е лесно. Ние растевме во време кога некако, како велеа, цело мало чува едно дете, во време кога беше многу полесно, меѓутоа, за жал, сега екраните го заменија местото на малскиот живот и сега се почесто слушаме една друга поговорка, тоа е дека доколку селото не го прифати детето ќе го запали селото за да почувствува неговата топлина. И тоа е навистина така. Значи, што поголема рана има едно дете, тоа поголема драма ќе се случува во животот на тоа дете и таа драма ќе има за жал многу публика, ќе следи голема публика. И затоа нас понекогаш ни се случува од паралелките, од училиштата, нештата да ги видиме на во медиумите. Училницата е второ семејство на децата. Затоа во училиштата постојано работат на превенција и едукација за насилно однесување. Најдобро се превенира насилно однесување ако имате ненасилно однесување во паралелките. И тоа е всушност работа на секој наставник, на секој оделенски раководител. Од паралелката да гради второ семејство, да соработува со родителите во интерес на децата. Насилството во училиштата е светски проблем, не само наш. Важно е да се напомене дека Македонија има човечки ресурси за справување со овој проблем. Да, Македонија дефинитивно може подобро да се справува со овој проблем кој навистина е присутен во целиот свет. Би било добро да учиме од грешките кои се случуваат во тој свет, наместо да препишуваме и понекогаш навистина ме вознемируваат одлуки кои немаат врска со нашите семејства, не се поддршка за нашите семејства, не се поддршка за нашите деца, туку се поддршка за она современо робовладетелско општество, би го нарекла. И би било добро да се ги почитуваме, поточно да се ги препознаеме, да не ги игнорираме нашите ресурси. Светската здравствена организација го дефинира насилството како намерна употреба на физичка сила или моќ, заканувачка или вистинска, против себе, друго лице или против група или заедница, која или резултира или има голема веројатност да резултира со висока повреда, смрт, психичко штетување, лошо развивање или лишување. Што ви откриваат податоците кои што ги истраживме за оваа тема денес во приказна? Скоро сите деца понекогаш може да бидат проблематични. Проблематично или нарушено однесување е однесување кое трае или станува толку сериозно што предизвикува големи проблеми за семејствата или заедниците. Како физички, така и психолошки, секоја личност се разликува од секоја една друга, сепак постојат некои унифицирани облици на однесување врз основа на кои можеме да препознаеме за каков тип на личност станува збор. Кога станува збор за агресивно однесување, најчесто се тоа личности кои што имаат желба за прикажување на моќ и доминација на другите, односно на некој начин сакаат да имаат контрола врз сите останати личности. Тоа се личности кои што многу тешко умеат да избројат до 10, што се вели народски кажано, односно премногу имаат импулсивни реакции и не се во состојба да го контролираат својот темперамент. Понатаму имаат чести изливи и напади на бес кои што се јавуваат најчесто
непланирано, многу избувливо реагираат и скоро секогаш се научени да од страна на околината бидат на некој начин перцепирани како деца кои што треба да се остават само да се смират и ќе им помине, што се вели. Не почитуваат многу правила, не сакаат постоење на одредени начини на однесување, кодекси и слично, односно милуваат истите да ги прекршуваат или што се вели сакаат да си тераат по свое. За жал, немаат многу добро развиена емпатија и разбирање за другите личности. Претерано нарушеното или агресивното однесување на која било возраст треба сериозно да се свати. Тоа не треба да се отфрли како фаза или како нешто од кое децата ќе се одвикнат. Ваквото однесување кај децата и младите може да започне со често лутење, избувливост, импулсивно однесување. Постојат лични причини, семејни причини, социјални фактори кои допринесуваат за целокупната состојба на агресивност кај децата. Она што би сакала да истакнам дека најважни се токму тие семејни причини кои што се појавуваат доколку едно дете кое што расте во средина каде што насилството е нормализирано, односно се функционира со појава на насилство и она самото ќе биде дете кое што покажува насилство и тоа ќе биде за него нормално однесување. Личните причини можат да бидат од аспект на намалена емпатичност, немање на социјална и емотивна интелигенција, не вклопување во средината, додека пак социјалните причини најчесто се кога е дозволено да гледа премногу насилство на медиумите, дали тоа ќе бидат на телевизија, на достапноста на интернет и одредени портали каде што не е контролирана содржината која што се прикажува. Агресивното однесување може да вклучува експлозивен бес, физичка агресивност, тепање со други, заканување или обиди да се повредат други лица, употреба на оружје, брутално однесување со домашните миленичиња или други животни, намерно уништување на имот, вандализам. Агресија е намерно поведение со кое што сака да му се нанесе штета на некое лице кое што не сака да биде оштетено. Значи, оно што е битно е дека има намера и дека има штета. Но ова е општа дефиниција и агресијата е опфаќа од удирање тупаница па се до војни, значи многу широк феномен или многу работи опишуваме со зборот агресија. Генерално се дели на физичка агресија, кај што има физичко повредување на друго лице, вербална агресија, каде што има навредување, исмевање, омаловажување, повторно со намера да се повреди другиот. Има психолошка, да речам, или социјална агресија, каде што можеме да шириме озборувања, да исклучуваме некого од група да не припаѓа онаму, повторно со намера да му се наштети. Меѓутоа, агресијата, за жал, е еден од, да речам, симптомите или е резултат на некои ментални состојби, ментални нарушувања, болести. Тогаш, во тој случај, не може да се каже дека идејата е нанесување штета. Детските психолози кои се занимаваат со прашањето на лутината и со агресивното однесување кај децата, најчесто и емоцијата и однесувањето ги сметаат како нормални реакции кај детето, преку кои тоа наоѓа начини да се спротивстави. Тогаш, кога нешто значајно му се одзема или кога му попречуваме да го земе она што му е потребно, поточно кога му ставаме граница. За жал, се уште и родителите не, дали заради стигма општествена, дали заради неприфаќање на вистината од различни причини, не реагираме навреме, затоа што може да биде агресијата резултат, симптом на некоја ментална нерамнотежа, на некое пореметување во развојот, нешто за кое што навистина му треба случна помош на детето. И не можејќи да се справи само, агресијата е начин како да се справи со свет. Додека лутината најчесто е природен израз, кај агресивното однесување се полемизира во однос на соодветноста и најчест критериум е штетата и или повредата што детето ја нанесува на другиот.
Емоционалното изразување исто така е и културолошки условено на начин на кој секој народ поинаку ги воспитува децата во однос на ова прашање. Од друга страна, изразувањето на емоциите, па и лутината, поминува низ различни развојни фази и процеси како што расте и се развива и детето, се додека детето не научи како соодветно да ги изразува и користи во релација со другите. Ниедно агресивно однесување не е прифатливо, ниту социјално пожелно, ниту за самата личност, ниту за околината. Во било која возраст, се она што е зголемена агресивност и да го карактеризираме агресивност, дава податок дека не е добро однесување. Долгорочното, континуирано агресивно однесување, значи не третирање на причините кои што стојат во основата на таа агресивност, кои што понатаму можат да доведат до сериозни нарушувања на менталната состојба кај едно дете, и бидејќи тоа дете кога тогаш ќе порасне, значи нема да остане дете, во каков модел на личност ќе се развие, од една страна, од друга страна таквото однесување доведува до изолација, до отфрлување од околината, од врсниците, од пошироката околина, која што дополнително ја влошува менталната состојба и менталното здравје на едно дете. Здравствените стручни лица, вклучувајќи ги советниците, можат да им помогнат на родителите да ги утврдат проблемите и да најдат начини за да му помогнат на детето да се соочи со проблемите. Улогата на родителите во изразувањето на лутината и исправувањето со агресивното однесување е исклучително значајна. Првенствено мора да потенцираме дека насилник не се раѓа. Насилникот се создава во текот на животот, најчесто поради влијание на средината. Тука би го издвоила семејството како основна клетка од која што потекнува секој едно детенце во фаза на во секоја фаза од неговиот развој. Првенствено семејството има клучна улога во креирање на сите тие карактерни црти кои што една личност може да ја формираат како насилник. Влијанието на мас-медиумите, социјалните мрежи, кои за жал земаат исто така замав, и ќе се навратам само на семејството, би ја истакнала љубовта, односно отсуството на внимание и љубов од страна на родителите кај секој едно детенце во најмала возраст создаваат едно таложење на бес, на гнев. Таа потреба за внимание едноставно изнудува од детето да покажува одредени облици на агресивно однесување. Децата во живењето со своите родители учат како да ги третираат сопствените емоции. Во одреден момент од развојот на детето, така наречените фази на тантруми кои што се појавуваат и кои што се нормални, навистина се нормални, но она што е важно е кога се појавуваат, колку траат и со кој интензитет се. Што значи тантрум? Тантрум сме имали и јас и вие, но многу била важна улогата на нашите родители како реагирале на тоа. Значи сите деца, и типичните и атипичните, се склони, е нормална појава. Секогаш тантрумот е поврзан, односно реакцијата на бес е поврзана. Сакам нешто, но не го добивам тоа нешто и мојата реакција е со лутина. Лутината, кога е краткотрајна, не е честа, не е многу силна, не доведува до себе повредување на другите или уништување на предмети на околината, е нормална фаза. Доколку се зголеми по интензитет, по јачина, по време траење, зачестеност и над 4-та година задолжително да се побара стручна помош. Не мора тоа секогаш да биде лекарска помош, најпрво да се консултира детски психолог со кој што ќе се види зошто, како и што. Од друга страна, родителот е многу важен како реагира во таа ситуација. Значи, со тантрумот децата учат да манипулираат. Родителот во таа ситуација е важно да ги поставува правилата, но да покажува една емпатија, разбирање, да покажува, да го заштитува детето, но да покажува и став и цврстина. Проблематичното однесување може да влијае на способноста на детето или младото лице да решава проблеми, да се соочува со стресните ситуации во животот и да ужива во вообичаените активности со семејството или пријателите. Ваквото однесување може негативно да влијае на учење на училиште. Нарушеното однесување може да го отежни спријателувањето на децата со други деца и може да ги наруши односите со семејството.
Ако децата и младите лица не се лекуваат, тие може да продолжат да имаат проблеми на училиште, со законот, на работа и со формирањето на сопствени семејства. Ние како воспитно-образовни институции не обрнуваме внимание само на образованието, туку и земаме активно учество во градењето на личноста на секој еден веќе адолесцент во средно образование. Првенствено, неопходно е да им окажеме на децата какви се облици на деликвентно однесување постојат, да им се укажат облиците на асоцијално, антисоцијално однесување. Тука многу како институции соработуваме со Министерството за внатрешни работи, со одделот за малолетничка деликвенција, со центрите за социјална работа. Неопходно е на децата да им се укажат и законските регулативи, односно во обработка на таа превенција, неопходно е да знаат дека има одредени последици кои можат да ги почувствуваат доколку и да одговараат секако, доколку покажат одредени облици на насилно однесување. Ние сме тие кои што го даваме примерот за нашите деца, возрастните, без оглед дали тоа е во улогата на родител, без оглед дали тоа е во улогата на наставник, дали е тоа некоја личност која што е важна во нивниот живот, дали тоа е некаков професионалец кој што доаѓаат. Ние сме тие од кои што децата учат како и што да прават и кој модел на однесување да го применат. Што ги мотивира децата да бидат насилни? Воопшто не е едноставно да се одговори на ова прашање, затоа што не може да е само еден мотив, не може да е само една причина, тоа се повеќе околности во кои што детето расте и живее и го поттикнуваат тоа насилничко однесување кај него. Инаку, ние веруваме дека ниту едно дете не се раѓа со агресија во себе, ниту едно дете не се раѓа насилно. Туку секојдневно како расте, како е изложено на различни дразби, на различни ситуации, на различни однесувања, најчесто од возрастните кон него, тоа учи одбрамбени механизми или начини на справување, како да се заштити од сите тие непријатни доживувања кои што го обкружуваат во неговото растење. И некои деца ќе одлучат да се заштитат на погруп начин, некои деца ќе се заштитат со бегање, со повлекување во себе, но како и да е, сакам да кажам дека е тоа еден развоен процес што започнува со некоја одредена случка, потоа се надоградува, потоа детето истражува, за на крај, ако се види себе си дека се чувствува безбедно и заштитено кога е насилно или доминантно врз другите, тоа го промовира таквото однесување и понатам. Која е улогата и на родителите, но и на училиштето во поглед на препознавањето на насилството? Родителите, како и за многу други развојни задачи кај детето, имаат, би рекла, најодговорна улога, затоа што се најприсутни во животот на детето и затоа што се модели или фигури јасно видливи за детето според кои го гради, ја гради својата личност. Велам со тоа што ги емитира во однесувањето, во начинот на комуникација со останатите луѓе. Така што родителот има огромна улога да препознае дека нешто се случува со неговото дете. Дури, знаете, често ќе кажат луѓето, како јас ќе знам ако моето дете е насилно. Да, ќе го препознаете по начинот на зборување дома. Често ќе влегува во правдање. Секогаш ќе бидат останатите виновни, а тоа за ништо нема да презема одговорност. Ќе биде лесно избувливо или бунтовно со браќа, сестри или останати врсници од поширокото семејство. Така што има начини како да се препознае и тука веќе да се преземе некаков чекор. Училиштата исто така носат голема одговорност затоа што тие ги следат децата како реагираат и се однесуваат во група, во врсничка група. И лесно еден наставник пред кој што има 30 ученици на иста возраст, лесно ќе препознае како секој ученик се чувствува во рамки на групата. Дали е некој повлечен, дали е некој лидер, дали некој покажува одреден авторитет, нанесувајќи некаква штета или малтретирање на останатите. Во изминатиот период сте дел од еден проект во кој што верувам имавте прилика да бидете дел од многу училишни средини и да ја видите ситуацијата од близко. Што велат податоците од тој проект? Токму така, изминатата година, еве и продолжуваме ова,
сум дел од стручниот тим кој што ја работи кампањата Крени глас против врсничко насилство. Со работилници поминавме преку 40.000 ученици од 5 до 9 оделение, иако знаевме, од прилика знаевме какви податоци би можеле или искуства би можеле да добиеме, сепак она што на терен се случува малку поразлично, би рекла и позагрижувачко, затоа што скоро и да не постои оделение каде што врсничкото насилство не било присутно на еден или на друг начин. Кампањата имаше една насока на почеток, зборовите може да повредат, и навистина е така. Ние зборувавме за тоа каква душевна болка представува психолошкото насилство за детето кое што е малтретирано или повредувано на тој начин, за разлика од онаа физичка болка која што ја трпат при физичко насилство. Меѓутоа, забележавме дека многу се дечињата па и адолесцентите сиромашни на позитивен вокабулар. Тие знаат како да искритикуваат некого, да повредат со зборови. Меѓутоа, многу тешко оди кога треба да се пофалат и да искористат некој позитивен збор, особено за некоја внатрешна карактеристика, така што веќе во вториот дел на кампањата сме насочени многу повеќе на тоа да ги поттикнеме децата да користат зборови кои што охрабруваат. Но исто така во вториот дел од кампањата, сега ќе се надоврзам и на претходното прашање, се вклучени и родителите и стручниот кадар од училиштата, затоа што сметам дека е невозможно да се направи разделба на тој ланец во кој што сите алки се многу значени и важни да се вклопат за да се направи превенција или да престане насилството ако веќе се случува. Да, споменавте физичко насилство, психичко насилство, би сакала да го споменеме и дигиталниот дел, затоа што ми се чини дека и тој има дополнителна тежина која што влијае врз децата. Ние во неколку наврати бевме сведоци во физички пресметки кои што беа снимани и пренесувани со мобилен телефон. Тоа укажува на една дигитална некултура и на едно пренесување на дигиталното насилство како нешто што е пример. Како нешто што е забавно, интересно и што вреди да се види, што е навистина страшно, би рекла, затоа што на тој начин промовираме насилство. Знаете, на сите нас не се случило и да се скараме, да влеземе во конфликт. Како деца и ке сме се степали, меѓутоа после тоа сме влегувале повторно во дружење и во соработка. Немало долготрајност на сите тие процеси. Сајбер насилството или дигиталното насилство е сериозна закана за младите, затоа што се случува постојано. Велам постојано кога сме ние во училиште, изложени сме на насилство психичко, физичко, додека сме во контакт со детето кое што го врши насилството. Но дигиталното насилство остава простор да биде дете повредувано и кога спие, и кога не е на телефон, и кога не е на социјални мрежи, затоа што пораките кои што се праќаат кон него се постојани. Изолација од одредени групи, одфрлување или социјално насилство, веќе го нарекуваме, кога детето е исклучено од многу групи на социјалните мрежи и тоа исто така врши сериозен притисок и психичко насилство врз него. Од друга страна не е видливо за родителите и за наставниците кои што веќе ги спомнавме, затоа што се случува во тој сајбер простор. Ќе се вратам повторно на родителите. Ми се чини дека се уште на важна карика од триаголникот. Зошто се навраќам на нив? Затоа што често пати не сакаат да прифатат дека нивното дете е агресор. И можеби од тука и потекнува проблемот да не го решат тој проблем, односно да не побараат решение на тој проблем. Така е, се случува отпор кај родителот да прифати дека неговото дете направило некое насилно дело. Меѓутоа, колку побрзо го надминеме тој отпор, толку побрзо ќе можеме да му помогнеме на тоа дете. Зошто велам да му помогнеме? Дете кое што е спокојно, среќно, кое што е обкружено со убави и позитивни доживувања, никогаш нема да направи врсничко насилство. Но дете кое што носи некој немир во себе, треба да му се помогне, затоа што бара начин како тој немир да го испрли, да го извентилира и при тоа бара некоја мета или друга жртва на која што ќе го истори целиот свој бес. За родителите е тоа тешко прифатливо, особено моментот да преземат одговорност за однесувањето на нивното дете, затоа што тоа бара многу работа и работа.
Работат можеби со стручни лица, но најмногу работа со детето. Од друга страна е чувството на срам. Зошто баш моето дете? Кога треба да побараат помош, поддршка стручна за да се справат со проблемот на насилство кај нивното дете? Па јас би рекла дека никогаш не е штетно да се разговара со стручно лице. Особено ние имаме во нашите училишта, скоро во сите, велам скоро во сите, затоа што на прсти може да се избројат колку училишта немаат психолог во рамки на нивниот стручен кадар. Така што добре дојдени се да поразговараат со психологот. Меѓутоа, ако знаете се пожели еднаш некое дете или родител на друго дете, ако се пожели втор пат, тогаш веќе се повеќе и повеќе стануваме свесни дека нешто се случува, дека некој бунт кај нашето дете се појавува. И при разговор со детето, ако ние како родители ги забележиме сите оние форми на присуство на некоја агресија, незадоволство, фрустрација некоја кај детето, апсолутно треба веднаш да побараме стручна помош за да му помогнеме на нашето дете. Ве слушам внимателно и оно што го забележав е дека и децата кои што сториле насилство, но и оние кои што биле жртви се на некој начин жртви. Симптомите ги покажуваат на некој сличен начин. Така е, може би ги покажуваат симптомите на различен начин, но во суштина внатре тоа што се случува кај детето е повреда, некаква повреда. Сторителите на насилство, ако растат, јакнејќи ја таа своја слика како деца кои што се доминантни, арогантни, кои што прават штета на некое друго дете, малтретираат некое друго дете или друга група на деца, и ако научат дека е тоа доволно моќно за да изградат силна слика за себе, понатаму ќе имаат проблем со законот. Знаете, ќе имаат најверојатно некое деликвентно однесување, криминално однесување и да не изборувам понатаму што се може да се случува, велам ако не му помогнеме на детето да го пофати оној вистински пат на почеток. За разлика, или пак исто така може да види кога ќе порасне или созре или после процесот на адолесценција, кога ќе влезат во фаза на млад возрасен и ќе ја направа таа идентификација со себе, кој сум, што сум, зошто постојам, која е мојата цел, па незадоволството може да ги однесе на друга страна, а тоа е да влезат во депресивни, суицидални мисли, да влезат во слабо расположение, изолираност и така натаму. Кои што се пак симптоми од друга страна многу видливи кај жртвите на насилство, додека насилството се случува. Да речеме, дете кое што е жртва, многу често станува изолирано, повлечено, премолчува, ранливо е, влегува во депресивно расположение, доживува анксиозност, има училишна фобија, има ноќни мори. Да заокружиме со една препорака што ние можеме сите како членови на ова општество да направиме со цел на децата да им овозможиме да не бидат нити жртви, нити пак да поттикнуваат насилство. Дали можеби и ние придонесуваме преку нашето однесување, преку пораките, преку начинот на комуникација, некоја нота на агресивност која потоа се пресликува кај децата? Па секако децата учат од нас возрастните. Од друга страна, невозможно е да се направи општествена промена ако секој од нас не може да ја замисли, да ја види во позитивно светло и да ја применува истата таа. Многу одговорна задача е за мене да дадам препорака кон сите, но ќе се обидам да кажам дека во ова општество, во оваа мала земја, сите ние живееме и од нас ќе зависи каков тип на живот ќе градиме понатаму, каков квалитет на живот ќе градиме. И доколку се обидеме да го спречиме или превенираме насилството, тоа треба сега да го направиме од најмала возраст, за да понатаму бидеме сигурни дека едноврсничко насилство или булинг, популарно наречено, нема да се развие во врсничко насилство, во родово базирано насилство, во мобинг и така натаму. Користење на позитивни пораки, користење на позитивен вокабулар, барање на јаките снаги, јаките страни кај луѓето е нешто што навистина може да помогне. Како родители или како возрастни, знам дека сме лесно склони кон тоа да дадеме некому забелешка или критика, меѓутоа децата тоа го примаат и потоа го преведуваат на нивни детски јазик.
повредувајќи некој друг лично или директно. Така што колку повеќе сме склони кон тоа да ги гледаме убавите и добрите страни кај луѓето, толку повеќе помагаме и на нашите деца, но и на општеството, и на тој начин ја градиме таа емпатија која што ни е многу значајна карактеристика на сите нас. Согласно со Законот за основно образование и согласно со упатството за пријавување на врсничко насилство кој што е изработено од страна на Министерство за образование, почетната инстанца за пријавување е основното училиште, односно местото каде што ученикот учи. Согласно наведениот закон и согласно упатството кој што е изработено од страна на Министерството, директорот на училиштето е должен да постапи по секоја пријава која што ќе ја прими во врска со извршено или во врска со сознанија за извршено врсничко насилство, односно модерно кажано булинг. Во таа ситуација, директорот на училиштето не само што е должен, туку и му следи законска санкција доколку не постапи, односно не превземе мерки за понатамошно спречување и утврдување на околностите и фактите врз основа на кои што се утврдило или се сомнева дека се утврдува постоење на врсничко насилство. Значи, многу често родителите не прифаќаат дека нивното дете е сторител на врсничко насилство. Значи, многу често, не многу често, најчесто, родителите поминуваат низ она призма, знаете, деца се, па си играле, па тоа што се случило не било намерно, моето дете не би направило такво нешто. Тоа е само едно избегнување од реалноста, затоа што кога едно дете ќе започне со вршење на врсничко насилство, дали е тоа насочено према едно дете, дали е тоа насочено према група на деца, дали пак група на деца врши насилство спрема едно дете или спрема друга група на деца. Насилството не престанува се до оној момент додека не се превземат порадикални мерки. Така да за родителите сметаем дека е многу попрактично да признаат и да прифатат дека нивното дете можеби во најмала рака, можеби, сторило врсничко насилство, затоа што лекувањето на проблемот започнува со прифаќањето и со признавањето. Стручните служби се низ целиот процес на спречување, третирање и оневозможување на натамошно вршење на врсничко насилство. Значи, со стручните служби започнува и завршува процесот. Стручните служби се тука да извршат разговор, да го повикаат како насилникот, така и детето кое што е жртва на насилство во врска заедно со нивните родители. Да ги извршат сите методички, сите стручни разговори, односно да ги подготват и едната и другата страна за прифаќање на вистината. Стручните служби, овде станува збор за повеќе стручни служби кои што се како во училиштето, така во полиција, така во јавното обвинителство, исто така во центрите за социјални работи, затоа што станува збор за една комплексна материја, каде што во зависност од степенот на насилство, во зависност од видот на насилство, повеќе институции може да бидат инволвирани во третирањето на предметната постапка. Кога едно дете започнува со вршење на врсничко насилство, не прекинува, затоа што како прво мерките кои што можат да се изречат се премногу благи, односно ефектот кој што ќе се постигне кај тоа дете е скоро никаков. Мерките кои што стојат на располагање се усмен укор, писмен укор, префрлање во друга паралелка. Сега, доколку едно дете зачести, односно степенот на вршење на врсничко насилство се зголеми, се премине од една фаза во друга. Тука, освен мерките кои што се предвидени во Законот за основно образование, постојат и други мерки каде што се повикуваат родителите, па се вршат стручни разговори со нив, со цел да се зголеми вниманието кој што родителите го посветуваат на детето, затоа што многу често една од основните причини за продолжување на вршење на тоа врсничко насилство е токму недостигот на родителско внимание и воспитувањето кое што треба да биде према децата. Односно, децата се запоставуваат. Така да, и на претходното прашање се надоврзам, една од функциите на тие стручни служби е да влијаат и кај родителите на децата, да го зголемат своето влијание врз децата, да го зголемат своето внимание према нив и да го подобрат образовниот и воспитниот процес кој што родителите го имаат спрема децата. Одговорноста на родителите е многу голема. Значи, еден непријатен настан на кој што сите се сеќаваме во Србија кој што се случи, знаете дека родителите завршија кривично одговорни, добија затворски казни. Во Македонија статистиките покажуваат насилство, поточно зголемување на насилството во училиштата, особено во форма на силеџество. Еве што ви откриваме. Насилството, односно агресијата кај детето, во најголем дел е
апел за помош, односно почнува моментот видиме, слушниме, гушниме. Детето бара нешто и многу е важно да разбериме зошто всушност детето е агресивно. Честопати изливите на лутина родителите ги сметаат за недозволиви и несоодветни, а многу често и им се плашат да не ескалираат или да не станат дел од однесувањето на детето. Така тие сакајки да воспитаат послушно и добро дете, понекогаш го задушуваат обидот кај детето за самостојност и го оспоруваат нивниот капацитет да ги решат сами проблемите. Доколку детето нема дозвола од родителот да ја изрази лутината или е игнорирано, тоа успева да ја пренасочи лутината кон себе, да ја потисне и ја манифестира како себе повредување и психоматски симптоми, како например болка и стегање во стомак, болка и стегање на главата, задржување на фецес, нокни мокрења, нокни мори, тикови, дъткања, грицкање на ногти, себе повредување, кубење на коса, сечење. Податоците од националното истражување спроведено во 2023 година покажало дека дури 46% од учениците изјавиле дека биле жртви на некаков вид насилство. Најчестите форми се вербално и социјално насилство, при што жртви најчесто се деца од семејства со понизок социјоекономски статус. Од друга страна, насилството го вршат и деца од посоцијоекономски привилегирани средини. Посебно ранливи се децата со посебни образовни потреби кои често се исклучени од групите. Значи, агресивното однесување кај децата може да биде физичко агресивно однесување, односно со удирање, тепање, сите форми на насилство, физичко насилство кое што можете да ги замислите, всушност е тоа агресивно физичко однесување. Од друга страна, агресивното однесување може да биде вербално агресивно однесување. Со викање, со користење на погрдни зборови, со измислување на прекари. Исто така може да биде и социјално агресивно однесување, односно со манипулација на другарчињата и се зависи во која возраст зборуваме. Значи, исклучување на одредено дете кон од одредена група, манипулативно однесување, правење на местенки во функционирањето помеѓу децата. Може да вклучува исто така агресивното однесување и кршење на предмети, значи удирање по предметите, кршење на од се она што може да ви падне на памет, од пенкала, од телевизори. Че во мојата работа јас сум гледала различно агресивно поведение. Не е тоа дека конкретно предметот е важен, него се нашол предметот нападот на детето кога ја изјавува лутината и бесот. Македонски ученици се изложени на насилство од соученици. Кога станува збор за наставата во образование конкретно, тоа се деца кај кои се јавува проблем во однос на вниманието, односно имаат потешкоти во одржување на концентрација на вниманието, дефокус на вниманието и тоа се најчесто оние ученици кои што го попречуваат реализирањето на сите наставни активности. Јас би рекла дека сите овие карактеристики се на некој начин можеби прикриен облик на барање на помош. Насилникот како да бара со се ова што го наведов како карактеристика на личност или на неговото однесување да му се помогне. Погрдни зборови, тупаници, омаловажување во училници, училишни дворови и автобуси. Ова е секојдневие за многу наши ученици. Психолозите и социолозите предупредуваат дека надлежните, но и родителите и наставниците не треба да ја игнорираат оваа појава. Најголем број од повредите се случуваат во основното образование, а помалку во средното. Насилство има и во многу мала возраст, кај деца од второ, трето оделение, што укажува на сериозност на проблемот. Училиштето е многу голем фактор, бидејќи училиштето треба да биде една сигурна, поддржувачка средина, каде што конфликтите е нормално да се појават. Значи, не може ние со се да се согласуваме, и децата не може со се да прифаќат и се да се согласуваат. Те имат право и да се налутат. Начинот на кој што реагираат кон таа лутина е многу важен. Тука е улогата на наставникот какво однесување ќе фаворитизира, каква средина ќе развие. Многу е важно и однесувањето на самите возрастни, односно стручните служби, наставниците, педагози, психолози, како возрастни, како се однесуваат и како функционираат во таа училишна средина, бидејќи да бидеме реални, децата се огледало на возрастните. Она што се случува, затоа и споменав, семејството е многу важен фактор. Она што се случува во домот, она што се случува во училиштето е моделот кој што едно дете го развива и го учи за нормален модел за функционирање.
Истражувањата покажуваат дека насилството многу често се користи како алатка за прикажување моќ од страна на децата и речиси секогаш жртви се или послабите деца или оние што се повеќе повлечени. Децата со попреченост, но и децата што потекнуваат од сиромашни или неедуцирани семејства. Честа е и појавата на онлайн насилство, кое многу деца не го препознаваат како злоупотреба, што дополнително го влошува проблемот. Инцидентите со насилни деца доведуваат и до бојкот на наставата во одредени училишта, како што беше последниот случај во Скопје. Она што не треба да се заборави е дека станува збор за деца. Зборуваме за деца. Првото прашање јас кое што би го поставила е што е тоа што се случува за тоа дете да биде агресивно. Дали ние ги осудивме тие деца од самиот старт бидејќи се агресивни? Дали ние се обидовме да им помогнеме? Дали ние се обидовме да ги разбереме? Достапните податоци покажуваат дека е неопходно воспоставување подобри стратегии за превенција и образование, како и поддршка за инклузивно образование преку добро обучени образовни асистенти. Јужна Кореја успеала да го намали насилството во училиштата со воведување строги политики против малтретирањето и обуки за училишниот персонал. Дополнително тие користат и апликации за пријавување насилство, што само ја зголемува транспарентноста и брзината на интервенции. Што ви откриваме денес во артикулација. Во светот многу земји користат различни стратегии за справување со насилството кај децата и младите. Шведска и Холандија се познати по тоа што одржуваат ниски нивоа на насилство во училиштата преку фокусирање на образовни програми кои промовираат емпатија, толеранција и соработка меѓу учениците. Во Јамајка пак со примена на иницијативи за позитивно родителство и менторски програми, земјата има значително намалување на детското насилство, особено во семејствата со висок ризик. Италија и Уругвај го намалија училишното насилство со поведување на социјални и емоционални програми за учење, кои ги едуцираат децата како да управуваат со емоциите и конфликтите на позитивен начин. За детскиот здрав емоционален развој, поставувањето граници е од пресудна важност. Ако тие граници не се јасно поставени, набрзо ќе се најдете на најдобриот пат за да станете жртва на насилството и тоа во сопствениот дом од сопственото дете. Ова беше поуката за денес од денешнава приказна. Довидување.